множество партнери кои што соработуваат. Таа практика се покажа, помирувањето се покажа како добар принцип, да ги даде одредени резултати и имаме такви примери многу. Поглед кон иднината наместо кон минатото. Во пристапниот диалог европските норми треба да ги приближуваат земјите членки, земјите кандидати, насочувајќи ги кон иднината, а не кон минатото, бидејќи минатото ги отвора старите рани. Покажуваат повеќе од 71% може да се разбере и како израз на идејата враќање кон Европа, како што исто така нашите колеги аналитичари го истакнуваат тоа. Слушаме во нашата јавност, односно тоа се нашите неодамнешните трагедии кои што не се случија, вклучително трагедијата во Почани. Ке живееме со нив, се разбира, но како лузни што треба постојано да не подсетуваат дека многу од тие трагедии не мора да се случи. На перцепцијата дека споредувањето на законите зависи од тоа кој колку може да влија и кој колку може да плати. Дека реформите не се само декларативни намери, што се спроведуваат на двоечен притисок како реалност, го знаеме ние сите. Исто дека тогаш and why we should do that and what are the expectations. I think that is also a decisive part. Ја слушаме фразата дека немаме друга алтернатива освен Европа. Знам дека сакаме да звучиме дека сме целосно посветени на европскиот пат. Амбасадорка да ја заборавив, на суштината на демократијата. Нема демократија без алтернатива. И затоа сакам да размислиме околу ова. Да, можеме да кажеме дека немаме подобра алтернатива од Европа. Без никакви ако што и да споредиме, овој пат за нашата држава е неприкосновено најдобриот пат кој треба да одиме. Но суштината на демократијата е да се има алтернатива. Впрочем, јас сум бил председател на една политичка партија која се викаше Алтернатива и нашето мото беше дека секогаш има алтернатива. Затоа демократијата како вредност е многу битна да ја негуваме. Затоа секогаш треба да имаме на ум дека треба да произведуваме секогаш алтернативи и секогаш да одиме по најдобрата. Државата која има направено најголем компромис сме ние. Во 2018 година го сменивме името на државата. Денеска се викаме Република Северна Македонија. За жал, главните европски земји и Брисел како синоним за Европа не успеа да го валоризираат, да го прикажат ова како голема вредност и да ги мотивират и другите земји да влезат во процеси на компромиси.